Здраво на сите, добро дојдовте на каналот на Таротот на убавото изненадување. Овде ќе имаме едно фино миризливо стапче, кое што мириса на јасмин и ќе го изчисти просторот од негативните енергии, така што ќе можеме да направиме убаво гледање за март 2025. Нема да имаме групи, секој што се појавил, гледањето е за него, бидејќи неговата енергија го носи овде. Да го види ова видео, да, и за тебе. И па да започнеме. Ајде да видиме што ќе се случува во март. Во моментов, драги мои, ставени сте во ситуација да носите брзи одлуки. Значи, брзо ви пристигнува вест во врска со работа. Во врска со работа ќе треба за многу краток период во март да одлучувате одам, не одам, работам, не работам, да, не. Ново нешто е. Нешто ново, нешто бргу, некоја значајна промена ќе треба да мрднете. Она што треба да бидете свесни е дека во врска со таа работа имате голема конкуренција, нема да се пријавите само вие, ќе се пријават поише луѓе. И затоа е уствари целата оваа брзина, а како што можам да видам, се работи за работа што ќе биде добро платена. Така што мое е да ве опоменам и да ви кажам да не се мислите многу. Единствено што треба да расчистите е дали ја сакате таа работа и дали можете да ја работите таа работа. Ако ја сакате, ако можете да ја работите, ако ви е интересна, ако ви е предизвик, веднаш која ќе ја видите, значи ја гледате, правите проценка и се пријавувате, одите одма, реагирате одма, затоа што колку подолго време минува, толку поише луѓе ќе се пријавуваат и толку потешко ќе ви биде да избиете во прв план, затоа што да бидеме искрени, колку и да сме добри за некоја работа, работодавецот кој ќе почне да ги прима пријавите и кој ќе почне да разгледува доколку налета на некој што е може би и не толку добар како вас за таа работа, ама многу по-оптимистичен, многу по-расположен, многу по-спремен да учи, да се менува, да се прилагодува на средината, верувајте ми, ќе го избере. И иако се јавувате во законскиот ограничен рок или рокот кој што тие веќе го дале, работата веќе ќе биде дадена независно од сите услови и од се што се случува. Затоа мое да ви кажам, не да ве опоменам, ама да ве посоветувам дека ќе биде добро платена работа и ќе треба брзо да реагирате. Значи, дека март горе-долу ќе ви биде посветен на работата и ќе ви биде поврзан со работата и тука ќе треба да реагирате. Не само што ќе биде добро ако влезете во тој потфат, туку и ќе бидете у ситуација да се опуштите и емотивно и ментално, да престанете да се тресете дали ќе имате пари да ги платите сметките, дали што ќе ви донесе утре, дали ќе има опстанок и така натаму. Значи некако имам впечаток дека ќе преминете од ситуација на тешкоти, непријатности, на опуштање и во однос на материјалното и во однос на вашите емоции, што ќе биде многу добро. И многу скоро после тоа ви следува некаква прослава. Дали прославата ќе се однесува на работата и на овие пари што ќе ги заработите, затоа што гледам дека ќе бидете обкружени со многу луѓе од работа. Ќе имате некаков пријател, некаков млад човек кој што ќе биде близок до вас и кој што ќе ви помага многу,
во врска со работата? Да. Обкружени сте, значи, како со искусни, така и со не толку искусни луѓе, ама добро расположени и луѓе кои што ќе бидат околу вас. Можно е да е поврзана со работата, а можно е некаква прослава со некој што доаѓа од работа, со колега, па ќе ве поканат дали на свадба, веритба, крстевка, нешто интересно. У секој случај ќе се случува нешто забавно. Ги избегнавте сите моменти што се непријатни. Гледате, кога кажав ги избегнавте, свекичката ми заврши. Само момент, бидете тука да ставам друга свекичка. Значи, моментите што биле предходно, кога сте се потресувале за пари, кога ви било тешко, непријатно, лошо, завршуваат. Готово, веќе тоа нема да постои во вашиот живот. Баш ми е, да ви кажам, баш ми е мило за вас, што така ќе се одвива, што ќе ви следи стабилност, структура, што ќе имате убави моменти, ќе престанете да се плашите и да се грижите, едноставно ќе уживате во тоа што следи. Она што можам да ви советувам е да остварите убав однос со тие што се околу вас, затоа што приметувам дека не само што ќе бидете материјално обезбедени, туку ќе имате и еден убав статус. Очигледно се работи за добра фирма. Се работи за добро обкружување, што и да е, како и да е. Ќе има многу структура. Можно е дури и да е некоја владина институција или да се работи за некој, можно е да се работи за суд, некоја, да работите како државен службеник, државна институција, нешто тој вид, што значи не само пари ќе ви донесе и некаков статус, ќе бидете почитувани, ќе бидете обкружени со многу луѓе, ќе бидете у ситуација да помогнате на многу луѓе. И интересното во целото тоа е што до сега не сте се занимавале со такво нешто. Затоа можеби ќе се мислите малку, ама ќе бидете isforsirani да морате да побрзате. Нема мислење, нема чекање. Многу пари се добра позиција, е добра институција, таму кај што ќе одите. Вие самите гледам дека имате тенденција да се повлечете и да размислувате за работите, да ги вагате долго време, за, против, да мислите што ќе правам, како ќе правам, каде ќе одам. Можно и да сте интровертна личност, па може би динамиката на оваа работа малку да ве заплашува. Не треба, затоа што гледам убави работи, гледам поддршка, гледам искусни луѓе околу вас и гледам пари. Не се мислите. Воопшто да не се мислите. Значи, ова е можност за добра заработка, така што и не само добра заработка, туку и за поддршка и за прославување, така што тоа се среќни моменти кои што треба да ги искористите. Не е крај на светот. Ако не се нафатите, ако сепак сметате дека може би има нешто посоодветно за вас. Меѓутоа, еве, картиве кажуваат дека тоа што доаѓа во март е добро. Ваша одлука е дали тоа ќе го искористите. Сега да видиме што ќе се случува во вашиот љубовен живот. Додека отворам, да ви кажам зошто го нагласувам ова ваша одлука и дали ќе го искористите. Затоа што имам чувство дека не сте сигурни.
Не, стварно не е крај на светот. Ако не сте сигурни, ако мислите дека не можете да одите на тоа, порете. Ќе има и такви кои што ќе го прифатат предизвикот и ќе одат напред. Да видиме во љубовта што ќе се случува. Обкружени сте или, ајде да не речам, во вашата околина имате некој кој што ве труе, буквално ве труе негативна енергија, особа која што прилично непријателски е расположена кон вас. Знаете, од оние што така глумат финоќа, еве го, змија. Змија бе, змијурда. Глуми финоќа, продава нешто, а уствари ве труе. Буквално ве труе, полна е со негативна енергија. Ама, ја не знам што замислуваат тие луѓе, абе се осеќа кога некој е таков. Може колку сака да глуми. Може со години да глуми, може да се приправа. Универзумот ќе ги преврти работите и ќе ги оддалечи од вас. Знаете, тоа обично се случува кога нешто не ви оди во животот и можеби ќе паднете малце енергетски, ќе се разочарате, ќе се налутите или нешто и ќе ви се залепи некој таков. Се лепи затоа што длабоко во вас ја чувствува таа љубов кој што ја има кај себе потиснато и вие сте му како магнет. Знае дека може да влече енергија која што му или и е потребна. Се работи за некој кој што ви е непријател. Значи, тоа е личност која што глуми лудило, а во суштина ви е непријател. Знаете што е добрата работа? Добрата работа е што вашата интуиција ќе биде изострена у март. И ако досега не сте чувствувале, сега веќе ќе знаете со кого имате работа. Буквално ќе ви се појавуваат, знаете како интуицијата работи? Ќе ви се појави книга, ќе ви се појави кратко видео, ќе сретнете некој човек, ќе слушнете нешто, случајно телевизорот некој го вклучил, во моментот кога ќе влезете во соба ќе слушнете тоа што треба да слушнете. Значи, ќе се појавуваат работи кои ќе ви ги отвараат очите. И сега ќе ви кажам за друга жена која што во суштина ви е конкуренција. Тоа што вие не знаете за неа е дека и таа е заинтересирана за нешто кое што вие или го имате, или сакате да го добиете. И работите на тоа. Само што вие сте наивни, фини, па си кажувате што сакате, таа ви е пријателка или познаничка или некој кој што таа ве поддржува, таа сака да ви помогне, ама во суштина не сака. Добро. Ова ќе видиме после. Прво гледам промена. Промена, транзиција. Ви се случува транзиција во животот, промена. Во вашиот живот или постои, или ќе се појави вашата сродна душа. Така што таа е во близината и тоа да знаете, и наскоро ќе добиете телефонски повик. Наскоро добивате телефонски повик од вашата сродна душа, ќе се сретнете со тоа што имајте на ум дека оваа змијава исто така ви е блиску.
исто така ви е блиску и ќе се обидува да делува. Она што картите ви советуваат е буквално тоа. Читајте помеѓу редови. Значи, кога нешто доаѓа до вас, не ги слушајте само зборовите. Кога некој човек ви се обраќа, зборува или прави нешто, гледајте како се однесува. Јас можам да држам некоја вештачка насмевка на лицето и да зборувам и да ви раскажувам приказни и да ви кажувам како се согласувам со се што мислите вие. Меѓутоа, дали ми е телото згрчено? Дали сум свртена малку на другата страна? Не сум целосно свртена на кај вас. Дали додека зборувам, чепкам нешто, гледам нешто на друго? Следете ја целата слика и гледајте што прави личноста, не само што зборува. Личноста, од друга страна, може што сака да прави и што сака да зборува. Зашто го велам ова? Дека може што сака да прави и да зборува? Затоа што овдека гледам предлог за брак. Може би нема да биде за брак. Во секој случај ќе биде нешто сериозно. Во секој случај ќе ви покаже дека постои целосна посветеност кон вас и верување во тоа што го имате заедно. Треба да имате на ум дека тоа носи и одредени одговорности. Можно е вие или другата личност да сте самохран родител. Јас овдека гледам личност со дете која што е single parent, така пишува, што значи дека се работи за некој кој што сам се грижи. Можна е вие или таа личност, така што веројатно тука ќе имате некој размислување, дали да биде, дали да не биде, како да биде, бидете спокојни, се ќе биде во ред. Се ќе биде во ред. Затоа што овдека гледам позитивна енергија. И не само позитивна енергија, туку гледате патувања. Гледам дека ќе ви биде забавно. Ќе имате нови доживувања, ќе бидете среќни, ќе патувате, ќе учите за нови места, за нови култури, ќе уживате со сите сетила. Така што, можете да ја кажете чао пријатно на оваа лошотијава, на змијава. Нема да може ништо да постигне, затоа што некој се грижи за вас, затоа што вие сте заштитени и материјално и духовно, а најдобро од се е што имате прекрасна личност во вашата околина. Ајде да видиме за март каков совет имаме. Постои нешто, постои некој срам што го носите со себе. Зошто е тој срам? Дали некој друг ви го наметнал или сами сте си го превземале? Важно е дека за некоја работа вие се чувствувате несоодветно. Тоа е најниската фреквенција што може да постои. Како да живеете во темнина. Треба да излезете на светлото на денот. Што и да се случило во минатото, значи какви искуства и да сте имале во животот, ништо не е случајно. Се случува за ваше најголемо добро. Ако сакате храброст, ќе бидете соочени со опасни ситуации.
Ако сакате да ја сватите љубовта, најверојатно ќе бидете соочени со ситуации која ќе се чувствувате несакано. Значи, што и да е причината, нема да навлегувам во тоа. Срамот што го носите со себе е нешто со кое што треба да се справите во текот на месец март и да сватите дека такви какви што сте совршени. Ништо не е погрешно кај вас. Ништо не е лошо кај вас. Дајте му име на тој срам, најдете што е тоа што ви се случило, приметете го, видете го, разгледајте го, слушнете го и на тој начин ќе го излечите. Срамот ќе го замените со вистината на вашата душа. Која е вистината на вашата душа? Седнете и размислете за ова прашање. Затоа што вие сте цели и совршени такви какви што сте и не постои ниту една работа и ниту една грешка што можете да ја направите да не се случила досега некому или да не се случи во иднина на било кој. И не ги слушајте тие што ве напаѓаат и што ве осудуваат. Знаете кои осудуваат највеќе, да ви кажам? Тие што прават најлошо. Тие што не сакаат да си го видат лошото што сами го прават, тие најмногу ќе ве осудат. Значи, знам, имам лични искуства со луѓе, кај што сум видела точно дека тој што прави 1000 пати потешка и полоша работа, тој прв ќе ве осуди. Не така. Пуштете ги сите други на страна, соочете се со тоа што мислите дека е срам во вашиот живот и сватете дека сите грешки што се на земјава послужиле за нешто, да се научи за некоја лекција и дека се, како да ги наречам, рециклирани грешки постоеле и ќе постојат. Така што, решете го тоа со срамот. Ајде да видиме друго што треба да знаете за месец март и што можете да очекувате да ви се случува во текот на март. Очекуваат новини во март. Прво ајде тргнеме една работа која што ми е важно прво да ја споделам со вас, за да знаете дека треба нешто да превземете. Очигледно овие критики, осуди, срам и сите тие работи си влијаат на здравјето. Зошто е најважно прво со тоа да се справите. Решете го тоа. Бидете мирни, донесете си мир на душата, исчистете си ја душата. Олеснете си себе си и обавезно да проверите што и да се случува со вашето здравје. Дури ништо да не оди во моментот, направете една контролна средба. Видете со вашиот доктор, крвна слика едно друго, видете како стојат работите, чисто вие да си бидете мирни затоа што картива ми кажуваат дека треба да проверите нешто со здравјето. Не стои дека е нешто опасно, ама проверете го, видете што се случува. Можно е да се работи за некакво емотивно оддалечување, но исто така може да се работи едноставно за патување и за физичка дистанца во одреден период. Може би тоа ќе ве секира, па затоа ќе ви се одрази. Ама и знаете како сега има многу грипови такви работи, па може би сето тоа ќе помине брзо и лесно. Она што е важно, една убава сладка работа,
Некој кој што ви е близок и кој што е заминат од овој свет е ваше ангелче. Вака, имате заштита од оној свет, некој ви е близко до вас и води сметка за тоа што ви се случува, ќе ви испраќа знаци, ќе ви испраќа информации, ќе бидете заштитени. Така што ќе биде во ред, март ќе биде убав месец. Очекувате некоја промена. Дали ќе купите нова куќа, нов стан, некаква преселба, можно е и доколку влегувате во некоја сериозна врска, видовме претходно нели таква можност, да се вселите, да живеете заедно со партнерот. Интуицијата ќе биде тука да ви помогне да направите добар избор. Веројатно ќе ви треба време да одлучите и да најдете тоа што ви треба. Така што немојте да се секирате, се ќе биде во ред. Значи ќе успеете да средите се и тоа да го одберете најдоброто. Интуицијата ќе ви помогне да стигнете до најдоброто решение. Ај се уште да видиме што не сме прашале во текот на март, а што треба да го знаете, драги мои. Да видиме што е тоа вредно, што треба да го дознаеме. Ајде, почнеме од тука. Вака. Значи, ќе имате прво еден период како, што го викаат како затишје пред бура. Да, се сеќавам на оваа карта тука која ви реков дека ќе размислувате многу, дека размислувате. Дека ќе ви треба. Нели требаше брзо да одлучите. Но оваа карта советува дека е во ред да се осамите и да медитирате за да стигнете до вистинското решение. Не само затоа што се работи за, да речам, едно општо гледање за поголема популација, туку затоа што и секој е свет за себе. За вас најдобро можете да одлучите и да знаете вие. Јас можам да ви ги покажам моментите, енергиите, да ви кажам што би можело да се случува и што ќе се случува. Меѓутоа, одлуката за тоа што ќе го направите е на вас, затоа што вашата душа го знае вашиот пат. Ние сите овде екзистираме како едно на земјава, меѓутоа секоја душа си има сопствен пат. Имате целосно право. Дури и ве поддржувам, тоа е и ваша обврска кон вас, кон вашата душа, кон вашиот пат, да се осамите, да медитирате и да размислите за најдоброто за вас. Она што е најдобро да го направите за да се научат лекциите кои што се потребни за вас, за вашата душа, за вашиот пат. И тоа ви го сугерираат и картите. Исто така, имате совет дека вие сте магична личност, волшебна личност, како и секој од нас, впрочем, и способни сте да ги манифестирате во реалноста, значи да ги остварите, да ги створите сите ваши јасни намери. Сигурна сум дека ако сте стигнале на овој канал, на ова видео, веќе имате изградена висока вибрација, дека веќе сте во состојба да поставувате намери
и да ја фокусирате енергијата. Имате тука уште една потврда дека ќе успеете во тоа и дека ќе биде се во ред. Уште еден момент на кој што треба да ви обрнам внимание во текот на месец март е тоа дека треба да си дозволите себе си да примате. Ова ќе ви ја зголеми интуицијата, што е многу важно, нели? Што е и поврзано со оваа медитација и контемплација. Интуицијата, енергијата и способноста да давате на другите. Тоа е исто така една многу важна лекција. Кога сакате нешто да добиете, дадете го истото. Не значи дека треба истото, истата количина, истиот квалитет. Тоа што го имате, ќе го дадете, ќе ви се врати многу пати назад. Со отворено срце, со отворена душа, со љубов. Размислете, што е тоа што во моментов ви се чини дека ви недостасува. Сето тоа е во околината. Сето тоа веќе постои. Вие само треба да се прилагодите вибрацијски, да ја прилагодите енергијата и тоа нешто ќе се манифестира. А најубав начин, верувам дека досега сум кажала, мајве пак ќе кажам, е да го дадете тоа што сакате да го добиете. Затоа што таа енергија што ја давате, поминува низ вас, а тоа што ќе помине низ вас, остава енергетски траг на вашето тело. И потоа, вашата енергија, како магнет, го привлекува тоа што го посакувате. Тоа е поентата. Ајде уште една карта. Ако доскоро. Поврзување на љубов. Каква и да е љубовта. Нам секогаш паметот ни оди на романтичните врски. Кога ќе речеме љубов и поврзување, можно е да се работи за пријателска, другарска врска. Значи, каква и да е таа врска, ќе биде исполнета со интимност и ќе остварите добро поврзување, добра врска. Ќе бидете на иста бранова должина со таа личност, како што велиме ние, што значи дека март ќе биде убав месец. Ако имате било какви прашања, ако ви е потребно било какво дополнително објаснување, отворање карти, слободно пишете, оставете коментар, јас ќе прочитам и ќе ви одговорам. Па се гледаме наскоро. Со тоа, го завршуваме гледањето за март 2025 година. Пред се би сакала да ви се заблагодарам за вашата поддршка во текот на овие неколку години, додека работи каналот на Таротот на убавото изненадување. Доколку имате било какви коментари или прашања или сакате да споделите искуство, слободно сторете го тоа во коментарите. Ќе ви оставам линкови од две видеа, а особено интересно е видеото за патот на трагачот, каде што особено за оние кои што се заинтересирани за гледање на тарот, можете да научите за сите 78 карти и какви особини имаат и какво значење имаат. Значи, ова е вистинско богатство, верувајте ми, ќе ви се допадне. Тоа е тоа, ќе се видиме наскоро и ве поздравувам. Чао!